Неџат гледам уште ја рецитира познатата јапонска хаику песна Чичи Мичи со џамче му го бричи зелено, на познатиот јапонски автор на Чичо Зоке Мучучи. Убаво ја рецитираш уште, не си ја заборел, бе, Неџо. Само ме фасцинира како добро, ако редовно ја се подсетуваш на неја, читаш, нормално е дека уште ја знаеш така наизуст што се вели. Али многу тешко да рецитираш таа песна после толку време, нели, откако познатиот јапонски автор значи Зоќе Мучучи заминул заборав. Како бе можеш после толку месеци од самиот кажуваш невидениот до сега пат во историјата на независна Македонија, на Социјалдемократскиот сојуз, на едни избори, катастрофален пат, да кажеш дека договорот со Грција што го направил Зоќе бил маестрален. Тој е твој епитет. Тоа го кажа еднаш и порано си го кажал емисијето дека Зоќе беше на власт, па после и додека Ќурка беше на власт, али после толку месеци повторно да се држиш до муабето дека тоа е маестрален договор со Грција и дека тој договор е роден во главата на горе споменатиот јапонски поет. Не знам како да кажам некој збор да не те навредам. Од една страна викаш договорот бил маестрален, а од друга страна викаш дека тој бил причината за таквиот катастрофален пораз на СДС на изборите. Од една страна можеш да, знаеш, не можеш ни да го сватиш тоа како ништо може да биде гениално, маестрално, а да те доведе до таков пат. Да, има ретки визионерски ситуации, одлуки на големи визионери, кај што моментот, не знам, можеш да кажеш народот не ги сватил неговиот визионерски маестрален потек, народот моментот не го сватил потегот што го повлекол 10 чекори пред 10 потези пред противникот и да свати што повлекол. Ама пази, овој тип за кој што ти збориш дека повлекол таков потез, како да ти кажам, он од носот далеку не гледаше, а камоли 10 потези унапред. И просто ми е фасцинантно кога слушам дека уште ништо кај тебе у глава не се изменило уврска со тоа. Епа, пошто гледам обожаваш да читаш, што не е така лоша навика, само не гледам дека на тебе ти врши работа тоа што читаш. Ти знаеш од кој типци си. Сега ќе ти кажам, не го сваќа ова погрешно, нечата. Ти си од оние типци што се жедни за знаење, ради икс причини, многу читаш, гуташ книги, ко Мартин Иден, може и бетар си дома само со книга да си. Го знам ова, пошто јас сум правил исто. До пред извесно време, кога
сватив дека многу сум ја сгрешил. Ама да кажеме, генерално, пошто имам ја напишано неколку книги, малце глупо е да кажам, без везе е да читаш у ова време, у овој свет, со овие луѓе со кои што живееш, со начинот како живеат, со површноста со која што се соочува оваа цивилизација, со површноста на чие ниво се живее. Најде вака ќе ти кажам, ти си од оние луѓе што ради икс причини имаат некоја недокажано со себе празнина, осеќаат некаква и се обидуваат да ја попунат со читање. Ја сега многу читам, ја многу ова се пунам со информации, ја знам ова, ја читам познати автори што ретко кој ги чита, не знам Басара, не знам вчера те ги спомна кога ти беше ова емисијава Жижек, кога го спомна после Бодриар. Но има луѓе кои што сакаат да читаат, почнуваат да читаат многу, ама имаат и таква дупка, што тоа што го читаат погрешно ги врзуваат некоја информација. Он ќе свати што е прочитано, не, мислам, ти не си глуп, да се разбереме. Не си глуп. Еве, ти кажувам и у очите гледам. И, например, читаат, али поради одредени дупки што имаат, што се од нивното формално образование, тоа што го читаат некритички почнуваат да го врзуваат. Тоа заклучоците што ги прават од прочитаното им ствараат многу погрешна перцепција у глава за нештата околу нив. И онда лесно таквите луѓе, читајќи некоја литература, пример, што знам, еве овој Жижек, да кажеме, некоја левичарски филозофии, врзуе одредени работи што му фатиле окце унутра што ги кажува, но почнуваат да ги интерпретираат или на фанатичен начин, дека е тоа од Господ дадено, Жижек што го отпел, Жижек што ќе каже и поп што ќе отпе, тоа е дадено, тоа е врховна мисла, авторитет, и почине ако слеп за стап да се држи за тоа, дека е тоа е тоа, и нема други овакви поточни тези на таа тема. Значи почнуваат фанатички да веруваат у тоа дека е тоа така. И втора работа, почнуваат погрешно, како што кажав, да ги врзуваат нештата меѓу себе врз основа на кои донесуваат различни заклучоци. Тоа е, рецимо, да те приближам како изгледа, ти не си теоретичар на заговор, но нешто слично прават и овие теоретичариве на заговор. Не сите нормално, не можеш сите да ги подведеш по тоа, но да кажеме овие обичните што се меѓу нама теоретичари на заговор, тоа го прават. Значи, ќе прочита од овој, ќе прочита овој, ќе слушне подкаст овој, ќе слушне подкаст овој, ќе слушне ова. И тоа го обзема, тој наратив го обзема максимално, почнува фанатички да гледа, да чита само такви автори и мисли дека цело знаење на овој свет со тоа некое невидливо джекче, со тоа што ги читал сите тие написи, колумни, подкасти од такви ликови, овој, рецимо, како се викаше, Ајк и таквите, кажи го, Марс, не знам, тие, овие подкасти што ги водат у Америка, што има такви, ги имаме позабораено сите тие, мисля дека овде тоа, целото знаење од цел свет му овде внесено и он знае све. Он знае како функционира овој свет и кој го води овој свет и како го води и зашто е таков каков што е, и дека има, не знам. Не велам ја дека тоа можеби не е така. Но, ако така лесно, ја тоа им го кажам на повеќето со овие кој ќе седам со некој такви, знаеш, кој ќе почне да напиња на тема теорија на заговор, не знам, chemtrails, memitrails,
рептилска раса, ово, оно, ванземајци су меѓу нама, вамо, тамо, не знам, кажи ги овие елитиве, цицачина, крв, јадат бебиња, ова, она, вамо, тамо. Јас само вака ќе им кажам. Ако мислите, зошто мислите дека тоа што го знаете точно така? Ако и Радо Делјадровце и не знам кој тамо теоретичар на заговор Америка, или не знам кој филозоф, или не знам кој вамо тамо, политички аналитичар, ако ги знаат истите тие тајни наводници, што ете ретко кој ги знае, зошто бе тогаш постојат тајни служби? Ако сите ги знаеме тајните кој и како го водил свет, зошто постојат тајни служби? Тоа е просто, малце забегав, нели, да ме сватиш. Значи, ти имаш тој фелер да читаш многу, али критички не ги поврзуваш добро информациите што ќе ги добиеш и те презима темата, те презима наративот на одредениот автор и ти него го сметаш као врховен авторитет, тоест градиш еден вид култна личност по него. И тоа самиот знаеш, ти се задешаваше со Светислав Басар, едно време го спомињаше на секоја емисија. Светислав Басар, Светислав. Сега гледам Жижек Бодрияр. Не знам. А ако више толку ти се чита, има еден исто така филозоф на социјални социјален филозофија, така да го наречам, се вика Фуко, ти го фукнам. Али нема да мислиш дека овој Фуко е јапанец. Не е јапанец. Ама има, си го чул, гарант еве, ако не си го чул, пошто не го спомна, може и да не си го чул, али интересно има една книга за паноптиконо, за тоа како сами сме затворени еден невидлив кафес во општествава и така натаму, и така натаму. Не е битно. Просто е фасцинантно како кај тебе неđате околностите сменети него менуваат ставот, начинот на размишљање. Ти си уште убеден дека договорот со Грција на Зоќе и компанија дека бил маестрален. Не знам дали тоа нека ти го кажав во емисија, веројатно тогаш која те крстев без вода, без да те избањам со света водичка. Не знам тогаш дали ти кажав дека нема ништо маестрално у тоа да потпишеш договор политички под ултиматум и уцена. Како ве, што е таа маестралност? Некој да те натераат повеќе страни да потпишеш договор со кој што ќе си го смениш името и ќе го понижиш својот народ. И убаво ти кажа водителот во еден момент, пушти телевизии регионални да гледаш, ќе видиш дека сегде во регионот, кај што до вчера знаеа дека сме македонци, сега не нарекуваат северно македонци. Северно македонци су јуче играли квалификациону утакмицу са Курсет, тресе некоја држава. Према статистикама, у Северна Македонија 52% северно македонаца су ова. Че, тој договор ти го смени идентитетот. Затоа ти од тогаш не си више Ненад, сега си Неджат. Сваќаш, затоа ти го кажав тоа у емисија, за да ја сватиш
за да ја сватиш тежината на предавството, на подмолноста со која што тој твојот врховен авторитет, несуден Нобеловец, го турна својот народ во по скалите кон исчезнувањето. И е стварно гениално, поготоа ти читаш левичари, типци. И тоа е фасцинантно, како ти како убеден левичар или шокури да си, не ја сваќаш големината, размерите на тоа понижување. Нели левичари, слободна волја, демократија, не знам шо, интернационализам, ама во тој интернационализам секој има право да си каже онака како што се осеќа. Е па како тогаш, ако е така, некој од страна собрани, туѓинци, ти кажуваат мора да го направиш ова за да го добиеш ова. Е тој твојот идол, на кој што си му заколнат фан, го направи тоа на сила. На сила. Откако не го призна референдумот. Тоест го прогласи за консултативен. Или во превод, вие народот може да си мислите и да си гласате што сакате мнозинството, ама ние решивме ќе ви го смениме името, кој ве ебе. Тоа беше поентата, затоа што тој референдум беше прогласен за неуспешен од сите меѓународни фактори. А овдека тој твојот идол го прогласи за консултативен, за да може пак да си го направи тоа што си го намислил да го прави. Насилно, без волјата на народот, без мнозинството. И ти ова го нарекуваш маестрално договор кој што и даде ветер во грб на Бугарија да ги максимално да ги манифестира своите шовинистички ставови кон Македонија, своите колониалистички идеи да ја спои, да ја приграби Македонија, да го побугарчи македонскиот народ. Тоа го направи твојот идол, несудениот Нобеловец. И ако ова не можеш да го сватиш, ја не знам зошто уопште читаш. Болje не читај. Ако сме кај читањето, да ти прочитам нешто од познатиот филозоф од кој што Ниче беше воодушевен. А тој филозоф се вика Заратустра Тебамуста. Вика, секое ева книгата Заратустра. Вика за околу природата на доброто и злото. И вака вика Неџете во еден пасус. Се што ги нарушува начелата на љубовта и праведноста во одредени општествени околности, многу брзо бидува казнето. Тоа е едно. И второ напишал, да не, има многу тука доста добри поуки, само па е битно нечат како ќе ги врзеш кога ќе ги прочиташ. Вика вака Заратустра Тебамуста, еден друг овака пасус. Кој не извлече поука од прошлоста, ќе биде казнет од иднината.
тоа се извинете, пошто е на српски ова, кој не извлече поука од минатото, ќе биде каснет од иднината. Така што немој бе човек и после толку време да паламудиш за некаква маестралност, за некаква гениалност, да се левичариш и ке рефекаш тука пред нас со твоите интернационализми, па онаа глупост што е лупна дека тоа било многу голема работа во политичкиот свет, во политичкиот живот до сегаше на Македонија, што е потпишан со Грција антифашистички договор. Абе како можеш бре да лупеташ вакви работи? А шо демек? Многу е фашистички ако не го потпишевме. Со тоа ќе покажевме дека сме фашисти. Ако не потпишевме договор, ако не потпишевме нешто што ни беше понудено да го потпишеме со уцени и ултиматуми. Значи со тоа што потпишаа предавнички договор со Грција, фактички Заевци покажаа дека се антифашисти, а сите останати кои што одбија да излезат на референдум да гласаат за таква глупост, дали да се смени името или не, сите тие се фашисти. Пошто е договорот антифашистички. А пази, напишан на туѓа територија, ако мислиш дека тоа Заев у своја глава го има направено, напишан составен на туѓа територија, во договор со 2, 3 или повеќе страни, кои имале интерес да ја уценат Македонија, тие не се да ја уценат и против своја нејзина волја да ја натера да се смени име, тие биле антифашисти. А дали бре човече ти се слушаш бре Неджатевич кога збориш, шо збориш бе? Едно кажеш, после тоа го негираш. Да, вика маестрален договорот, ама ете, тоа беше, вика, причина за катастрофалниот пораз на СДС невиден до сега во историјата и така натаму, на македонската политика и така натаму. Стварно, не знам, човек не може да те... Не може ни да предпостави до каде ти можеш да дофрлиш, бе. Но секако кој ќе тропнеш нешто, тоа не може човек да не го искоментира. Тоа, мислам, треба да се запише како, не знам, за наредните генерации да стои она, како се вика, она рубрика на рекоа најглупите. Жими све. И просто е фасцинантно до каде на вас ви е испран мозокот. Вие стварно шо размишљате така, не знам како да кажам, пролево, ај левичарски да кажам, со некои интернационалистички ставови у глава. Вие стварно у денешно време не треба да ви се даде нигде да водите држава. Вие само штета можете да направите во овој контекст, во овој амбиент, кога со години, со децении се неутрализираат суверенистичките принципи, суверенистичките афинитети на помалите народи на Балканот, во Европа, сегде низ светот, кога владее логиката и на глобализацијата, идеологијата за глобализација, кога на сцена беше на највисоко можно ниво овој неолиберализмот. Вие стварно создаде од вас, значи очигледно тие 3 децении, овие последниве создадоа идиоти. Оти ти која почнало сето тоа, рецимо си имал 10-12 години, си бил у фаза на обликување на индивидуација, кога ти се обликувал
мозокот, тоа, мислам, внатре шо го имаш, колкаво и да е. И очигледно, овие идеологии, овие доктрини, овие наративи створиле многу идиоти. Оти стварно вас имате, вие НЗС, кој ќе ве види вака човек, еве од таа партија што сте блиски, што така да кажам на некој начин тука кружите околу таа партија, или као сателити, или сте директно неумешани. Тоа е фасцинантно колку некритички ги гледате работите и колку со подсмев гледате на патриотизам, на национализам. Фасцинантно. Гледате деца на бивши премиери. Дедо му на тој сигурно исто бил у комунизмот, некој нешто може и се борел у НОП, некој од неговите дедовци, баби. Не знае 11 октомври каков празник е, бе. Човек на 30 години, не знам колку има. Овој што имаш 15 мајки и татковци. Единаести октомври не знае кој празник е. Да не го прашам за други работи од типот кога е основано ВМРО, кои се основачите на ВМРО, Крушевска република, не знам шо, не знам како. Тоа боле ич да не го прашаш. И шо сегам да кажам? Значи, вака обликување со вакви ставови крути, еве конкретно, пошто гледам ти се гади кога ти се спомне национализам, патриотизам, тоа е нешто многу ниско у твојот светоглед. Ти си интернационалист, ти гледаш кон васионата, бе, кон космосот гледаш. Само небото за тебе е граница. Не е битно што некој ти го понижува народот, комшијата, го уценува, му става ултиматуми за да го понижи, за да му клекне на колена. Не бе, дај ке гледаме широко, васионски. Ти знаеш ли дека ако више си читал Бодријари, Модријари и така натаму, Фуко, да земеш Фуко, да го прочиташ Фуко, ти го Фуко. Многу добар автор. Ако веќе си ги читал, треба да знаеш една работа, бе, затоа ти викам критички не ги вршам. Треба да знаеш една работа. А таа работа ти е исто основна школа физика за 7 оделение у наше време. И ако си малце помлад од мене, веројатно си го фатил таа лекција. Њутнови закони. Закон за акција и реакција. Зошто, рецимо, така не го поврзеш воскреснувањето на македонскиот национализам, дури и у пежоративна смисла, да го кажам. И ќе кажам, дури и у пежоративна смисла, у ова време не е лош, позитивен е за македонците. Зошто? Затоа што со години некој ги понижуваше, го потиснуваше, се обидуваше да го избрише со гумичка тоа чувство на припадност национална кај македонците. Ви текнуе таа джукелата што јаде поховани вратови од носорог и не знам што клјови од мамут под 3 јагниња што ги мава за доручек, која викаше кој каже северна кривично ќе биде гонет. Каква будала треба да си, со каков испран мозок, што му го переле по тоа невладините организации, да излезеш и да кажеш кој ја спомне името Македонија без таа придавката северна ќе биде кривично гонет. Знаеш ли на такви луѓе у нормална држава, у Франција, што би им се десило? Кај што се познати французите по својот национализам, или Енглеска,
Знаеш ли што ќе му се деси, бе, човек? Ако не гуте па некој на улица, држава ќе го реши на друг начин. Што сакав да ти кажам? Силата на реакција, на акција и реакција. Исто е. Како се засилуваат како се засилува моќта на глобализмот, се засилуваше да ги неутрализира сите локализми, пошто ова глобално ги неутрализира сите локализми, сите наративи за различност, дека сепак сме различни, дека треба да се негува таа разлика, како глобализацијата мораше тоа да го нивелира, за да може да се создаде глобален пазар, на кој што пазар во цел свет сите ќе веруваат во едно, во тотемот на потрошувачката, сите ќе имаат сличен вкус, сите ќе прават дак фейсови, сите ќе се шибаат со филери, и у Тајланд, и у не знам каде, и у Кина, и у Америка, и у Канада, и секаде по Европа. Значи, идеалот на убавината преку филери, ботокси, силикони, курсе, трес, уладна вода, правиме глобален пазар, сите сме исти, сите сме... Како јачаше таа сила за униформирање на човештвото, на светот, на популацијата светска, што ја воведе идејата на глобализмот, логично беше да се појави контрасилата тука. Желбата да се покажеш дека не си ист, дека си поразличен, традиционализмот повторно да зајакне. Желбата да покажеш, да ја покажеш својата раскош на тоа подрачје локално во твојот народ, твоите традиционални овие богатства, наследства и така натаму, културни наследства и така натаму и така натаму. Ова, тој фашизам на глобалното, на неолиберализмот го воскресна национализмот и суверенизмот кај малите народи мораа да се заштитат. Секој поединчен народ се осети загрозен од таа поплава, од тоа цунами на глобализацијата. Нормално беше, особено многу нормално беше во нашиот случај, кога е што не удри цунами во на глобализацијата, кај уште се обидоа и најосновните клетки на еден идентитет, столбови, да не ги урнат соседните држави во дослуг со нивните западни партнери, кои што учествуваа од своји интереси во тие нивни непринципиелни барања, за да го збришат идентитетот на цел еден народ. Нивните непринципиелни, крајно шовинистички обиди да го збришат македонскиот народ, па нормално дека кај нас го ја побудија контрасилата на тоа. Океј, сакате така? Не може. Ова сега што се случува што им се случи на бугарите. У желба да побрзаат, тоа што побрзо додека предавниците од СДС беа на власт, да ги принудат на подпишување и на трет договор кај што ќе подпишеме дека не сме македонци, дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, дека историјата не е македонска, тука е бугарска, дека во нас тече бугарска крв. У кое што Тито кога дошол на власт само стајал чипче и не направил македонци преку ноќ. Доведе до тоа да македонците конечно се разбудија и сватија колку се загрозени. И тогаш јавноста во Македонија се крена.
против тоа. Од тамо доаѓа моменталната состојба што имаме да 80 и кусур % од македонците се против влегување на бугарите во македонскиот устав. 80 и кусур %. Можеш тука да замижиш, да се направиш будала? Можеш ли да замижиш? Или да мислиш дека си ти попаметен од 80% од луѓето? Да, се случува и тоа, но тоа во ретки ситуации од друг тип. Ти реков, некој визионер за некоја работа у многу ретки ситуации, ама не у вакви екстреми. Под услов да си го понижи својот народ, зад грб да му смести предавство. Тоа не е визионерство, тоа е токму така како што се нарекува велепредавство. И затоа у некои земји до ден денес постои смртна казна. Дури и преки суд у некои азиатски земји има, значи нема тука ни многу судење. Проформа се изнесува пред суд, доаѓа судијата, чекај да видам што имаме, дечко ти си, да, според ова, ти направи велепредавство, за осуден се на смрт со стрелање, чао. Не знам. Биди жив и здрав, ама твојот греф е огромен. Јај што тогаш ги поддржуваше велепредавниците и велепредавничките политики на Заев, може човек да каже беше заслепен, беше близу нив, ти давале нешто кикирики, ово на небитно, е тоа. Али денес да го мислиш истото, стварно значи имаш проблем со мисловниот апарат и начинот како ги поврзуваш информациите што нон-стоп ги трупаш во главата и како и на кој начин в ствари ти функционира критичкото размислување. Но понекогаш треба фактите, на голите факти, да ги погледнеш и да сватиш дека ако нешто довело до нечи крах, до нечи пат, не можеш тоа да го нарекуваш дека е маестрално, дека е гениално. Затоа што довело до нечи пат. Сега, друго е, зошто и како нашата држава не тргнува у тој правец да ги санкционира велепредавствата што ги правеа челници на СДС со години додека беа на власт и што им дадоа невиден ветер у грб на бугарите да се изживуваат со македонците секаде низ светот и да ги понижуваат кај стигнат, дури кај нас дома доаѓа и не понижува. Дури нивната пета колона во Македонија не понижуваше у секоја можност. Па дури по телевизија ги вика да шират бугараштини. Кога викав тоаш, не ги викајте по емисии, не ги викајте по емисии. Еве го, овој нивниот главна перјаница у моментов на 500 емисии го викна у последно време. Овој многу што ја сака буквата Б. Што место пичка вика бичка. Знаете кој? Што да кажам? Ја мислам дека јаготката на шлагот од тортата ќе биде кога Македонија ќе ги реши овие крупни работи што ги отвори трагедијата у Кочани, ако ги санкционира доследно, бескрупулозно, јаготката на шлагот ќе биде ако тргне по велепредавниците, сите кои што учествуваа во градењето на тој наратив, да се смени свеста на македонците, да се избришат, да се неутрализира
нивното чувство за припадност преку пропаганда, преку притисоци, преку закани, која ќе тргнат по нив. И нормално, кога ќе дое моментот, се надевам дека ќе дое, која Македонија отворено ќе каже не на договорот со Грција, не на договорот со Бугарија. Ама изгледа треба да поминуше некој време да сватиме дека некој да сватат дека најпаметно би било како што едни велепредавници изгласаа за промена на името, други кои што се сега на власт ќе опоништат тој срамен договор и ќе го вратат асномското име на оваа држава, без нели нормално на социјалистичка. Ајде, чао.